Денешна епизода ќе ја стартувам овде, нормално, стандардно плажа, ама утрински, за да ви покажам дека може да се направат многу убави работи за многу малку пари. Ќе ве однесам на едно патување еднодневно, во кое што може да си ги наполните батериите, во кое што може да си се почувствувате прекрасно, да го напуштите за кратко островот и да се вратите повторно на работните обврски, без разлика како и да се, во само еден единствен ден. Тоа да не ве чини многу скапо. Например, за помалку од 50 евра, да одите до Рим, да прошетате, да патувате, да се чувствувате прекрасно и да се вратите вечерта овдека и еден ден да поминете фантастичен, со полни батерии и повторно се вратите од следниот на работните одврски. Како? Вака! Само треба да тргнете многу рано. Да, патувањето секогаш би требало да тргне што порано, а првиот лет за Рим е во 5:55. И кога ќе дојдете на аеродром веќе, тука прво може да планирате дека тоа време од прилика има и гужва, а како да дојдете до аеродром имате неколку варијанти, околу 25 евра, од 15 до 25, зависи во кој време и кој такси ќе си го повикате, или ако доаѓате со собствен автомобил, може да го паркирате во Луа на некој од слободните места или да користите паркингот кој што е аеродромскиот, 15 евра е за цел ден вашиот автомобил да одседи тука. И нормално се влегува во авион и летот не трае повеќе од 1 час и 15 минути. И практично без никакви дознија делот е супер. Следуваме на Фиумичино, портиваме во Фиумичино, дори уште кратка дестинација. 7:20 е некаде, значи како што кажав и внатре во авион, ова е Фиумичино, Италија. Нормално, во Рим стигнуваме со оној транспорт што ви го кажав од Фиумичино до Рим, до центарот на Рим, во термини имате автобуски превоз кој што чини во двата правца 11 евра, да стигнува таму на некои 500-600 метри од овде и директно ја фаќате првата дестинација за првото убаво кафе во близината на Колосеум или на Римскиот форум, кој што е уште на 10 метриче корење од овде. За 5 минути пред Колосеум. Го препознавате. Тоа е на некои 10 минути пешки одење од тука, од претходното движење. Сега може да одлучите внатре да чекате на 2 сата ред и да прошетате внатре низ Колосеумот, или да продолжите на следните дестинации, барем централното градско подрачје во овој римски ден, да го прошетате на најубава света. Еве ги шпанските скали, ама тука кога ќе дојдете да шетате низ Рим, шпанските скали, запамтете Диор и еве го нашиот човек. Најубавите костени што може да ги јадете е од нашиот тетовчанец. Поздрав! Значи ова нема промашување. И нормално пауза за ручек. Паста, било која, пица, капучино, еспресо. Каде и да јадете, каде и да пробате,
ќе биде закон. Вие си го искористите времето за, како што рековме, да ги наполниме од батериите. Сега тука каде ќе одберете туристичките места, избегнувајте ги, гледате повнатре. Ако бидете ресторант, бирете, например, да има салфетка ваква, не да биде хартиена, значи малце по квалитет. Не штедете на тие пари, 5, 6, 7 евра, ама ќе добиете квалитетна порција. Чисто како помош. Значи видовте, и се надам дека ми ја свативте поентата. 14 евра во еден правец, 14 евра во друг правец, враќање, тоа се 28 евра, 11 евра повратна карта од Фиумичино до центарот на Рим и од центарот на Рим до Фиумичино, тоа е помалку од 50 на евра. И имате за една добра паста меѓу 12 и 15 евра или добра пица да потрошите. Кафе, сладолед, задолжително за мене. На италијанците го прават најубавиот сладолед на планетава. Без исклучок. А оној бренд што ви го покажав внатре во видеото, тоа е... Ајде да не го рекламирам, ама тоа е мојот омилен. А тоа е сигурно ќе го најдете и секој италијанец, секој римјанин истото ќе ви го каже. Значи, помалце и од 100 евра и да јадете и да се почувствувате убаво, да си спиете кафенце, да си изгустирате еден добар сладолед, може и нешто да си купите сувенирче. Помалце од 100 евра за еден единствен ден. Патување до Рим, рано утро, назад дома касно вечер и чао, полни батерии. Затоа не заборавајте, најважната работа, па ќе кажам според мене, е патувањето, запознавањето на нови социјални средини, општествени средини, култури, промена, луѓе, ваше искуство и тоа не пропуштајте секогаш кога имате шанса. А сега наскоро ќе следуваат оние попуст денови, божикни, Black Friday, Grey Friday, White Friday, како и да го нарекуваат. Значи попустите каде што имате и за 10 евра, и за 12 и за 15 евра билет до некоја дестинација и за исто толку враќање назад. Не ја пропуштајте. Ако немате на нормален ден, тогаш на попуст ден секако. Friday, 8 p.m. New podcast.